Бате, не се шегуваш со мене, нели? Ферман, јас не сакам ниедно дете да работи нечисти работи. Посебно синот на Кара. Бате, многу не маловажуваат. Никој во лице не погледна. Тоа време заврши. Бате, дозволи ми јас да му пукнам во глава на Кешифоглу. Ако го најдеме, ќе му пукаш. Со еден телефонски повик ќе средиме, бате. Да речем каде да ги донесам парите. Пари? Кажи Лово. Бате, работата е готова. Каде да ги донесам парите? Толку брзо? Син на Кара, право за тебе. Оди во канцеларија, јас ќе дојдам. Добро, бате. Едно-две, каде се губиш, бе ти? Ме викнавте, дојдов, бате. Што направи со таа работа? Му пукаше во глава на шоферот. Му пукав, бате. Каде го погреба? Го фрлив во морето. Не си направил добро, Весинко. Телото ќе излезе некаде. Ајде бе, мати. Што дрдорите таму, човекот сега ќе дојде. Добро, брат. Ајде бе. Што е, во што гледаш? Светло, бате. Внатре има некој. Џабе не чекајте. Нема да дојде. Тазе чај направив. Ме вика татко ми. Ти остани тука. Кој е овој? Кара. Добро де, мене ме интересира што зборуваат.
Па прашај си, бате. Што е? Ги виде заедно поголемите од тебе и пак се нервираш. Бате, ви кажав за Искендер, не ме послушавте. За Ерсој ви кажував, пак не ме послушавте. Сега велам Хашим. Го видовме овој човек, нели? Еден од нас тројца ќе си отиде. Коцка шекер? Лоша навика е. Ми остана од покојниот ми татко. Всушност, сите разабити ги расипува. Ама ако си се навикнал, не можеш да се откажеш. Наместо кршиш за забите, за кого мислиш дека треба да се одмаздиш, оди и нив крши ги. И ке си ги сочуваш забите. Останавме двајца без тројца. Многумина се бетер од мене. Мојата зависност е шекер и чај. Сегде ќе најдам. Тие се навикнале на прашок, на пари се навикнале, на слава се навикнале, на сила се навикнале. Што местото ти беше добро? Зошто се појави на видео? Со сила ме извадија. Кој? Зошто? И премиерот баш ка не сака. А и нашите, да ти кажем, не седат баш мирни. Тој најсреќниот Ќашифоглу му пушти ефтина финта на Алпер. Алпер стана по своје да заврши работа. Секако тоа му беше и крајот. Ти го уби? Секако дека јас го убив. Човек кој не држи збор, кој игра на две страни, ич не го сакам. Дури и тебе ти наштетуваше. За таа работа после ќе зборуваме. Како и да е мој човек е. И убиец да е, јас ке му одредам казна. Прифаќам. Хамид? И него го скинав исто. Не беше послушен, лошо куче. И онака не се разви никако. Се така си беше. Кучето треба да си го знае газдата. Добро ти му рече да лае, ама овој го дигна цело мало на нозе.
Да ги убиеш Хамид и Алпер исто така и да се појавиш пред мене треба да се има храброст. Јас порано бев храбар. Сега сум мртов. Немам што да изгубам. Син ти? Ако го прифатиш, ќе ме радува многу. А ако не го прифатиш, како и да е, тој наскоро ќе си пука сам во својата глава. Добро дете е. Трпеливо дете е. Ама како што знаеш, млад и зелен. Ќашифоглу со 2 финти го излажа. Што сакаш од мене? Порано за државата мене ме прашуваа. Сега тебе те прашувале. Имав еден договор. Државата го раскина тој договор. Ме оживеа. Ти зборувај со државата. Нека се откаже од оваа работа и јас да се вратам мирно назад во дупката. А ако не прифатат? Полат Алендар. Ја терај работата на угорница. Оди изборувај со старците. И со своите луѓе зборувај. Син ми е во твои раце. Раат сум си. Каде одиш? Ќашифоглу нема да дојде. Ама јас ќе ти го дадам него. Плашлив е како куче. Знам.